И вечерва правиме спојно, здраво и вкусно. Звезден океан и денеска мојот избор за разговор со мојата денешна соговорничка. Не ја препознаваме по многу театарски улоги, како и филмски улоги. Таа е пример за тоа како треба да изгледа една урбана, негувана дама. Денеска на мој големо задоволство со мене Силвија Стојановска. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Најпрво среќни празници, како си поминавте вие за празниците? Благодарам, јас ви ги честитам празниците и ве посакувам се неубаво во новата година, вам лично и на вашата телевизија. Јас си поминав како и секогаш. Јас никогаш не планирам за нова година што ќе биде и како ќе биде, значи не ме фаќа она предновогодишна еуфорија каде ќе се помине баш таа ноќ, бидејќи малку е специфична мојата професија. Значи, ние не сме од понеделник до петок, од 7 до 3 или како веќе се работи сега, не знам, од 9 до 5. Нашето време е на некој начин слободно, меѓутоа, значи, зависи од ангажманите. Кога имаме работа, независно дали се празници или делници. Така да некако таа еуфорија за нова година мене ме одминува. Се разбира, во моето семејство, мојот покојен сопруг исто така беше актер, значи и од таа страна немав таков притисок. Ќерките се сега големи, тие двете се актерки, така да не сме типично семејство кое се радува на тој начин на новогодишните празници. Кои представи се актуелни во моментов? Актуелни во кој смисол? Кои ги имаме моментално на репертоарот во драмскиот театар во кој Силвија учествува? Не знам, може би има некоја друга Силвија која што учествува. Оваа Силвија не учествува во ниедна представа во моментов. Но затоа подмладокот е тука. Јана Стојановска, мојата постара ќерка, во моментов игра во една преубава представа во драмскиот театар. Тоа е мюзикал, се вика Македонска крвава свадба, со преубава музика, навистина сум одушевена. После долго време, после долги години видов една представа која што навистина како задоволи мојот вкус. Музиката е на Маријан Нечак од Битола, преубаво е направена, режисерот е од Хрватска, се вика Сташа Зуровац. Тој е всушност повеќе кореограф, меѓутоа мислам дека преубаво е склопена представата, мора да ја видите и вие и вашите гледачи. Така, во која улога досега најмногу сте се пронашле? Каде едноставно ви е најдрага улога досега? Знаете што? Може би е подобро да ги прашате ликовите кои што сум ги играла, кои подобро се пронашле во мене, бидејќи има неколку типа на работа, на улоги. Има глумци кои што се вадат од себе, тоа што го поседуваат во нивниот карактер, во нивната личност, го вметнуваат колку што е можно, нели, колку што е логично во ликот кој што го играат, а има глумци кои што наоѓаат репер, наоѓаат некој човек и го, не би рекла имитација, меѓутоа го студираат тој човек и на тој начин ја прават улогата. Јас сум во оние првите, значи сите улоги кои што сум ги играла се на некој начин јас. А кажете ми, која улога сметате дека ви донесе најголема популарност назад низ времето? За жал, не секогаш оние проекти кои што ги сметаме за вредни и за представителни и кои што би сакале публиката да ги препознае како нај, че не секогаш тоа се случува. Најголема популарност, Боже, не сум негативна личност, сакам да размислувам позитивно, меѓутоа некои работи просто бидејќи ме провоцирате сега, па морам и да ги кажам. Тоа беше една серија, се викаше Погрешно време. Серија која што имаше едно ниво кое што мислам дека можеше да биде многу повисоко, бидејќи во Македонија навистина имаме луѓе кои што се полни со уметност, кои што се полни со таленти. И кога се снима една таква долга серија, која што беше, ова зборувам за пред 7-8 години, може би и повеќе има, кога се снима таква една долга серија на која што народот се навикнува, бидејќи трае, значи имаше 40 на епизоди. Мислам дека треба да има и едукативна
содржина и едукативна порака, значи треба да се подига нивото на публиката, а не предпоставувајќи дека на публиката ќе се допадне ова или она, ние го спуштаме нивото ние како автори и како творци. Така, темата... Има уште еден проект на кој што сум горда и кој што навистина ми донесе голема популарност и заради кој ден денес мислам нема шанса да се појавам на улица, а некој да не ми прииде и да не ми каже дека му е жал што тоа веќе го нема. Тоа е една емисија која што се викаше Кај Силвија. Да, запаметива. Тоа беше многу провокативно за мене, бидејќи не сум работела до тогаш емисија која што оди во живо, која што оди секој ден и трае неколку сати. Тоа беше нешто што беше као она невозможна мисија, така ми се чинеше на почетокот. Меѓутоа имав одлична екипа, 25 луѓе стоја позади камерите, значи новинари во режија, новинари истражувачи, техничари, неколку камермани и еден прекрасен човек од Бугарија, млад режисер, кој што се вика Димитар. Се надевам ако ја види на YouTube емисијата дека ќе му биде милост да го поздравам, бидејќи ја гледав една емисија од овие што ги работите на YouTube. Значи Димитар Григоров, прекрасно младо момче кој што е навистина професионалец во својата работа и кој што е позитивен и кој што знае да ја собере екипата и да ја насочи да мисли во еден правец. Ете таа емисија навистина ми беше многу мило што ја работев. Така, главната тема на нашава емисија е урбаниот стил. Па според вас, кои особини треба да ги има една жена за да биде урбана жена со негуван стил? Кога не би го живеела тоа, него кога би го учела тоа, би знаела подобро да го срочам. Значи, јас сум родена во Скопје, мајка ми е родена во Скопје, татко ми е роден во Скопје. Урбаниот начин на живот, значи урбаниот начин на живот се случува во урбана средина, Скопје е урбана средина од секогаш. Сега малку почна да ми бега градот, меѓутоа не знам, мојот начин на живот се должи на воспитувањето од моето семејство, на воспитувањето подосна во животот, од пријателите со кои што сум се дружела, а и понатаму продолжува од моето дружење со децата, кои што се веќе млади господици, кои што многу често се движат низ градот и кои што ми ги пренесуваат новите начини на размислување, значи и начини на облекување и не знам, на однесување и сето тоа. Така, кога во прашање на дворешниот изглед, како вие негувате вашата надворешна убавина? Јас морам да се издадам самата себе си на гледачите што ќе гледаат оваа емисија. Доцнев на снимањето на оваа емисија и се извинив. Доцнев заради тоа што не го предвидов добро времето, значи морав да отидам да се средам, бидејќи сепак јас не изгледам вака секој ден на улица. Сепак појавувањето на телевизија изискува малку повеќе труд. Значи морав да одам на фризер, морав да одам на средување ногти. Морам да ја поздравам мојата пријателка Наташа, која што го има салонот за убавина Венера, кој што се наоѓа одма позади мене и она ми е така на секогаш кога треба ми ускокнува да ми помогне. Меѓутоа треба да се внимава на себе си, значи не треба да се прејадуваме, не треба да се преморуваме. Мораме да спиеме доволно, бидејќи знаете сите, нели, дека организмот се регенерира преку сонот и мозокот и целиот организам. Треба да бидеме позитивни, треба да ги одбереме позитивните работи, апропо негативните работи, негативните треба да ги прескокнеме. Тоа ќе не направи да бидеме позадоволни, а кога си задоволен во себе, се разбира дека тоа на некој начин се провлекува и излегува надвор. Па изгледаш среќно и задоволно. Не мора да си многу убав, меѓутоа позитивноста ке човекот, нели, зрачи. Имате ли некои ритуали кои што секојдневно ги посветувате на здравото живење, на здравиот изглед? Не би рекла ритуали, тоа е начин на живот. Секогаш кога ќе ме прашаат како ја одржуваш линијата, јас велам не знам, јас така живеам. Значи, јадам се, нема некоја храна од која што сум се откажала,
Слушнав пред неколку години еден нутриционист на телевизија зборуваше и ми се допадна тоа и го препознав својот начин на живот во тоа што он го зборуваше. Значи, јас не правам квалитативна диета, туку квантитативна. Меѓутоа не е диета, туку е начин на живот. Јас пробувам во текот на денот 10-15 разни вкусови, но не се претупанувам, значи не изедувам до крај. Не затоа што се лишувам себе си, меѓутоа толку ми е доволно, значи вкусот во устата да го. Љубител ли сте на кинеска храна? Апсолутно да. Обожувам кинеска храна. Така, денеска ќе имаме можност да дегустираме, како што веќе спомнавме преска, специјалитетот бамбусово дрво. Што е останатото? Тоа веќе го објаснивме, што останато ќе дегустираме. Специјалитетот кој што е специфичен и е многу поинтересен од другите, можеме да кажем дека е пилешко со црни и бели кинески печурки и николци од бамбус. Вториот е нудлси со зеленчуци и со брокула. Ова е еден од моите најомилени специјалитети, буквално секој ден го јадам, јас и моите деца, а уште поубав е доколку се стави малце лукче во него, кој може да јаде. Значи, многу малце, не се ни осеќа и нашите кувари многу умешно го сечат со сатар, значи не може да се видат ни да се вгризе, затоа што претходно лукчето и брокулите, меѓутоа многу ситно го сечат и не може, например, гостинот која ќе јаде, баш од лукчето да му се погоди само тоа да го вгризе и да му лути или да мириса страшно. Тоа е само колку шмек да даде на специјалитетот. И ова е многу позната салата, која што во сезонскиот период е најобожавана од нашите гости. Обично викаме е конкуренција на кинеската салата. Кинеската салата ни е најпродавана, меѓутоа кога ќе биде сезона на спанакот, значи тогаш најтрошена е спанак салатата. И морам да напоменам дека може да видат нашите гледачи, ние снимавме во кујна како готвачот ја прави оваа салата. Значи го обарува спанакот во двук таба. Само го попарува со врела вода, веднаш го вади, зашто не е како во нашата кујна да крчка спанакот во 3-4 сата, кога правиме нели манџичка од спанак. Ова го вадат да е свеж, витамините сметаат дека на тој начин се губа доколку многу време се остава на висока температура. Значи се става на страна, се ставаат овие црни бели кинески печурки. Еве го морковот може да се види колку е обработен, значи свеж морков, посечен во вид на ленти со сатар. Еве интересно белата кинеска печурка, која што некои гости викаат мрда. Печурката не мрда, туку крцка и малце интересно дека е како лигње нешто така. Вака секогаш ме интересирала Силвија. Јас не меначки. Од секогаш ме интересирало ова е печурка или е алга? Печурка. Овие печурки, значи црни белите се викаат ушите на дрвото и растат во Кина, меѓутоа на дрво растат. И затоа се ваков, значи ние ги увезуваме, затоа се вакви интересни. Да, нашите гости обично ги викаат алги, бидејќи како да мрда, така изгледа. Еве вака, например, не можеме да ја пресечеме, туку како да ни бега малце. Меѓутоа, например, не може да се згадите од неа бидејќи нема мирис, нема вкус. Да, многу се здрави, кај нас доаѓаат луѓе препорачани од доктори што имаат проблеми со дигестивниот систем, со варење на храната и ги ставаат во гезве да проврие вода во нив. Печурките ако не ги јадат ги тргаат на страна, а водата од самите печурки ја пијат како чајче. Многу помага, значи многу го имаме столица, неубава столица или например киселини имаме. Обично нашите гости што имаат киселини ги наречуваат во менито. А имате во кујна, чувате од таа вода? Да си земам за дома. Ние така свежи ги јадеме. Да, можеме да ви дадеме да си ги спремите, ние на наши гости ги даваме. Си ги носат дома затоа што, например, 1 кило, тие се многу лесни. 1 кило е многу пола вреќа. 1 кило од овие печурки, тие се многу лесни и на кинески се викаат муар. Ушите на дрвото, е уше на кинески, така интересно име имаат. Значи во Кина се голема традиција, во Кина се прескапи и денес кога сум имала можност во кинески ресторани да одам, не сум ги сретнувала често и кога прашам од сопруг зашто ние ги користиме во нашиот ресторан, во Кина ги нема, поради тоа што се прескапи, значи користат многу мал дел од нив во специјалитетите. Ова е тој специјалитет кој денес така ќе видите дали ви се допаѓа или не. Пилешкото месо исто можеше да се види на снимањето во кујна, еве како е исечено многу тенко со сатар. Значи овој специјалитет е готов кај нас за 4 до 5 минути. Ги има белите и црните кинески печурки и еве го бамбусот.
Значи, имаме го бамбусот, кој исто така е крцкав, кој има лековито дејство, има многу витамини, па ќе видиме денес дали ќе се допадне.